Во остварување на уште една хумана мисија. Завршуваме уште една недела од VIP сезоната од изборот на најдобри рецепти. Имавме тројца надпреварувачи, а ви одлучивте победата оваа недела да му припадне на професор доктор Јовица Угриновски и за неговата тајландска супа. 18.000 денари е наградата која што ја добива победникот на неделата, а денеска токму оваа награда ќе замине во рацете на младиот Трајче, кој што има само 8 години, а неодамна беше опериран од страна на професор доктор Угриновски, бидејќи боледува од епилепсија. Трајче има 8 години, е од Прилеп, а токму денеска треба да биде пуштен од болница да се замине дома. Пред да оди дома, мене ќе ми биде баш мило што неговите родители и Трајче ќе ги израдуваме со овие 18.000 денари, бидејќи докторот Угриновски одлучи да ги додели на ова семејство, кое што, иако операцијата е веќе заднив и помина успешно, сепак им предстои уште тежок период и им се потребни навистина средства за да и понатака продолжат да набавуваат лекарства за своето дете, односно за 8 годишниот Трајче. Ќе се запознаеме со неговиот татко, ќе се видиме повторно со професор доктор Јовица Угриновски. За некој момент Трајче ќе биде пуштен и од болницата каде што престојува, бидејќи, кажав, операцијата е завршена успешно, иако беше многу тешка, а пред да си оди дома, ќе поразговараме со неговиот татко и ќе го врачиме овој чек од овие 18.000 денари. Затоа останете со нас и денеска внимателно следете ја оваа наша нова хумана мисија од VIP сезоната за изборот на најдобри рецепти и внимавајте убаво на кој начин и вие може да помогнете и да придонесете за повеќе насмевки во ова семејство. Вашето име беше Богдан или Боги. Така пријателите ви викаат, ама Боги е скратеното, така? И јас ќе ви се обреќам така. Веќе сме пријатели, сега се запознавме со таткото на малиот Трајче. Трајче има само 8 години. Ние раскажавме неговата приказна, неговата сторија преку професор доктор Јовица Угриновски. Дојдовме денеска ќе ве пуштат од болница. После операцијата која што имаше Трајче, ние дојдовме да ви изненадиме со еден убав подарок од докторот, но пред тоа сакам вие како родител да ми ја раскажете целата сторија, целата приказна. Не сме во можност во моментов со Трајче да снимаме бидејќи си одмара, или го спремате за напад. Така, да. Ќе си одиме сега Прилеп. Инаку што се однесува до историјава со Трајче, значи на 2 години почнаа проблемите со Трајче. Овдека докторите во државна болница исто се трудеа да помогнат колку што можат, не може, а ние како родители си продолживме да си бараме решение за нашиот проблем. Бевме малку и до Германија, значи во Хајделберг, во универзитетската болница. Таму беше диагностицирано од каде доаѓаат тие напади кај Трајче. Кога се вративме овдека, значи таму само беше диагностицирано. За операцијата, после разговор со пријатели, со кои што го познавале некој добар неврохирург, разбравме дека докторов Угриновски е овдека во Систина, остваривме контакт, ни закажа во Систина, се сретнавме, ги разгледа сите документи и од државна болница и од Германија ги разгледа, потоа ни закажа кога ќе биде операцијата. Операцијата успешно ја изведе доктор, значи успешна е операцијата, сега да се надеваме, се најдобро дека ќе биде со детето. Така. 8 години има Трајче, кажавте дека првите знаци симптоми биле на 2 години. Вие како родители, мора и мајката да ја споменеме, моментално со Трајче, како е низиното име? Маја. Сигурно поминувавте низ многу премрежја, тешки периоди. Значи може. Значи сето тоа премногу кошта, значи да се каже, мора и тоа сега. Сепак тие одења во Германија, сето тие се веќе толку многу, како што каже и самиот доктор на Истоштија,
и самата овдека операција, финансиски сме веќе при крај. Морам да го кажам тоа. Значи, тоа е точно. Ова помош добре дојде на ние и на секој со ваков проблем сигурно би му било добре дојде. И сега да искористим ова прилика, малку јас да му се заблагодарам и на докторот, значи огромна благодарност до докторот, значи што ја изведе ова операција, неговиот ангажман околу детето, значи постојаност, грижливост спрема детето по 3-4 пати дневно, исто така на љубезноста на самите вработени, на сестри и на другите доктори што учествуваа во операцијата. А исто така сакам огромна благодарност до самата болница, значи до нивниот менеджмент и до нив, пошто ни оновозможија добар попуст во однос на операцијата. Низ премрежјата, тоа ми беше и прашањето кој што со години те поминувавте, од кого добивавте поддршка, пријателите беа ли тука за вас? Да, без пријателите и без фамилијата сигурно немаше да успееме. Имаше ли можеби моменти кога не гледавте решение и излез од целата оваа ситуација? Многу тешки моменти, многу разочарување, али сепак не се откажавме. И сега се надеваме дека успеавме конечно. Велот, колку и да е ситуацијата лоша, на родителот е тешко и да го препушти своето дете кога станува збор за здравјето, нели и на докторите, сепак, нели? Сето тоа е еден период можеби додека на страв, операција и така натаму и така натаму. Страво е тука. Ризико мора да постои и тоа ти мораш да го прифатиш за да продолжиш понатаму со лекувањето на детето. Значи, самото предавање на детето, пуштење на операција е траума. И за него, и за нас. Така, кажавте дека сега операцијата била успешна. Да. Што сега следува понатака? Борбата предпоставам дека продолжува. Вас ли се потребни се уште хумани луѓе, хумани наши гледачи кои што може да помогнат? Како можеме ние да апелираме и преку апел да придонесеме во уште поголема помош? Моменталната помош најдобра би била, се знае како ние сепак набавуваме и лекарства, не е само операција, значи набавуваме лекарства од Германија. Значи тие коштаат од 250 до 300 евро месечно се даваат. Значи успеваме со помош на пријатели, роднини, најмногу роднини, значи ни помагаат. И така, тоа е помош што е добре дојдена. Вработени ли сте вие заедно со сопругот? Да, работиме. Нема како, мора да се работиме. Значи мора да се ангажира некој пријател, роднина за да биде со него, додека ние мораме да заработиме за да ги подмириме сите трошкови околу него, па баш и другите трошкови што ги има нормалниот живот. Така. Кажавме дека сте били во период кога не сте гледале можеби излез, потоа се запознавате со доктор Гриновски, ви кажува дека и тука може тука беше да се реши проблемот. Проблемот вака сега. Сигурно тоа беше голема среќа за вас во тој момент. Огромна среќа што докторот ни беше тука во држава. Така. Што не треба да патуваме во Германија. Значи тоа е големо малтретирање и за нас. Пример го дадов Германија. И за детето, така. Во која било земја, и тука да е близко, сепак е друга земја, да. Значи и за детето. Значи први големо леснување ни беше што е тука. Втора работа, огромно леснување што овдека е 3 пати поевтина самата операција. Значи кога го има плюс тука, дома, така. Друго е. Така е. Тука е, нема стресови по патишта и тие работи. Така. Значи многу сме задоволни од тука. И уште еднаш ќе му се заблагодарам на докторот за неговиот ангажман и за успешната операција. Имате ли жиросметка, некој број за донации? Како може нашите гледачи да ви помогнат? Значи жиросметка немам. Или да ве побараат на некој телефонски број, да споделиме? Може да споделите. Кој е вашиот телефонски број? Телефонскиот број 072 така? 270 919. Значи слободно може кој што сака да помогне. Е добре дојде. Така. Секоја помош добре дојде. Така, ние ќе го објавиме на екран телефонскиот број. Добре. Јас сега ова нели од всушност и зашто сме тука е чекот од 18.000 денари. Ова ќе биде еден убав спомен за вас за од доктор Јовица Огриновски, Канал 5 телевизија, кога треба сега да патувате вечерва кон Прилепи, да одите дома во вашиот топол дом, да ви дадеме еден подарок и да знаете дека во секое време некој мисли на вас. За ова се заслужни и нашите гледачи кои што гласа за рецептот на доктор Јовица Огриновски. Не знам дали знаевте дека готви убаво. Да, знаевте за тоа. Треба да го пробам сега. Па кога ќе одите кај него на гости или кога ќе ви дојдат во Прилеп на гости ќе ви сготви нешто. Ова се сега 18.000 денари од Канал 5 телевизија, од победникот доктор Јовица Огриновски за вас, за
вашето мало детенце, за вашата сопруга, колку толку да придонесеме за Добре дојдеме. среќа во вашиот дом и да апелираме на нашите гледачи нели за уште донации кои колку што може да ви помогне. Јас ви благодарам уште еднаш. Благодарам и вас. Ќе ви оставам сега да се вратите назад кај вашето семејство и ви посакувам убави моменти заедно и да немате вакви тешки периоди како до сега. Ви благодарам, се најдобро ви посакувам. Ви благодарам уште еднаш. Тоа беше историјата за малиот Трајче, кој што кажавме има само 8 години, боледува од епилепсија. Операцијата е успешно завршена, но средствата финансиски се уште потребни за лекарства. Родителот на Трајче, господинот Боге, го сподели својот телефонски број, кој што има можност од вас нека го побара уште денеска и кој колку може нека помогне на ова семејство и на малиот Трајче. Докторе, нема да ви одземаме многу време, само да ви честитам за победата. И за готвење гледачите препознаа дека имате талент. Жал ми е што не можев да гледам, еве од изутрина сум се уште на работа тука, али Но дома домашните сигурно гледа. Сигурно навива киркичките за не ми вас. се ни јавија, пошто знаат дека сум зафатен и да не ме вознемирујат. Така. Јас ќе го оставам бидејќи сте на работа, само да знаете дека го предадовме чекот од 18.000 денари Така ли? на Баш семејството, ми е, завршивме работа. Ни ја кажаа нивната сторија и како всушност се најдовте во комуникација кога ви се јавија прв пат, кога ги видовте сите документи. Одма ли проценивте дека може тоа тука да се изврши? Да. Интуицијата, што ќе речи долгогодишното искуство ми кажа дека вреди да се човек обиде тука да направи нешто и ме радува што е резултатот добар. Сега ќе одам за Прилеп, но вие сте веќе пријатели и таткото Богдан ни кажа дека сака да проба некогаш кога готвите нешто, предпоставам дека кога ќе им заминете на гости или кога ќе дојдат кај вас. Прилепски ширдени, да. Тие да ви готват на вас. Да. Ви благодарам уште еднаш за вашата хуманост, најдобро. оставаме да работите и се разбира тука сме за се што и да треба понатак. Дојдите да пробаме пак том јам кунг. Готово. Пријатно. Пријатно. Завршува уште една наше дружење и реализирање на уште една убава хумана мисија, овој пат во соработка со победникот на неделата, професор доктор Јовица Угриновски. Дојдовме на неговото работно место, ја раскажавме историјата за малиот Трајче, кој што има само 8 години, остави позади него тешка, но успешна операција. Поразговаравме со неговиот татко, со господинот Боге, го дознавте телефонскиот број, кој колку може од вас, нека помогне, нека го исконтактира ова семејство, бидејќи операцијата е завршена, но допрва исто така се потребни средства за лекарства, месечно во износ од околу 250 евра, како што кажа таткото на малиот Трајче. Ние од понеделник се гледаме со нови надпреварувачи, ќе готвиме повторно нови рецепти, нова храна, која што ќе ја донираме. Нашата цел е да апелираме храната која што можете да ја донирате, таа што ќе ви остане да не ја фрлате, да ја подарите на луѓето што тоа има потребно, што можете да ги израдувате со едно такво нешто. И се разбира на крајот од неделата 18.000 денари повторно да ги донираме таму каде што ќе одлучи победникот на неделата. Но не е само донацијата во прашање, многу повеќе исто така прави како и оваа донација, така и апелот кој што го упатуваме редовно за помош на луѓето од загрозените категории, од ранливите групи на граѓани. Ви благодарам многу што не следевте и денеска. Имајте убав престоен викенд. Во понеделник се гледаме со нашиот нов надпреварувач.